Наместо полагање матурски испити, годинава матурантите да изработат само проектна задача. Ова е мислење на Сојузот на средношколци. Го базираат на тврдењето дека онлайн наставата не е спроведена доволно квалитетно и учениците остануваат со дупки во знаењето. Министерството за образование пак досега не го смени ставот дека државната матура ќе се полага во законски предвидениот рок, односно во јуни следната година. Прешлата година матурата не беше направена, но оваа година гледаме дека некако Министерството сака државната матура да биде направена, но ние како матуранти ни фали четвртата година, бидејќи сите знаеме дека онлайн наставата не е така како што треба, бидејќи ние како држава не сме многу по тие работи да бидеме онлайн, да бидеме искрени. И ова со дигитализација на системот на учење, ние сме го барале од втората година кога работевме како Сојуз да се почне да се дигитализира формата на учењето на учениците. Представници на Сојузот досега оствариле неколку консултативни средби со Министерството за образование по прашањето за матурата. Роковите се теснат, а учениците конечниот став со кој ќе настапат пред надлежните ќе го изградат на состанок на Генералното собрание. Моментално ние како Сојуз идната недела ние имаме состанок на General Assembly каде сите амбасадори на наш како Сојуз и сите луѓе кои се активни ќе гласаат дали се за или дали се против матурата. Министерството за образование им даде рок на матурантите да ги пријават темите за проектната задача до крајот на ноември, додека пријавувањето на испитите од листата за полагање тече до крајот на декември. МОН истакна дека полагањето на државната матура е обврска утврдена со Законот за средно образование и се спроведува според соодветниот правилник, а учебната година се одвива успешно согласно планот и програмата.